Почитувани, добра вечер. Добре дојдовте во уште една анализа на телевизија 24. Попладнево, Советот на амбасадори во Брисел усвои заклучок за Западниот Балкан во кој е вметнат компромисна реченица во однос на Западниот Балкан. Да прецизираме, не се работи за почеток на преговори за Северна Македонија. Тоа е нешто што би следело, можеби не. Но во нацрта заклучокот стои вака. Изјави и работи што негативно влијаат врз добрососедските односи мора да се избегнуваат. Советот на ЕУ потсетува на договорот од Преспа, договорот за добрососедство со Бугарија и ја нагласува важноста на нивната примена. Овие два чекора треба ефективно да стават крај на сите тврдења засновани на погрешна интерпретација на историјата. Оваа реченица за погрешна интерпретација на историјата се смета дека е компромис после кој амбасадорите успеале да го донесат заклучокот. Што ќе значи ова? Дали ќе значи и почеток на преговори за Северна Македонија, што понатаму ќе значи тоа за европскиот пат, се дел од темите за кои вечера ќе зборуваме со нашите гости. Тоа се Никола Дујовски, универзитетски професор, декан на Факултетот за безбедност, и Љупчо Ристовски, претседател на партијата Интегра. Почитувани, добра вечер на двајцата. Го видовме заклучокот. Да почнеме со вашите генерални импресии во однос на тоа што мислите, зашто мислите дека се работи. Дали мислите дека со ова се отвара патот Бугарија да попушти, да смета дека незините барања некако се задоволени, бидејќи, како што знаеме, Софија инсистираше да биде незините барања да влезат во преговарачката рамка. Дали ова би значило тоа на некој начин и дали може би се отвара пат за Бугарија да попушти и на некој иден состанок во брзо време да допуштат Северна Македонија и Албанија да ги почнат преговорите. Повелете, Ристовски. Па вака првично, пошто е ова тазе, мене не ми остава впечаток дека е нешто сериозно и дека може да покрене одредени процеси. Прво затоа што знаете, да ставите во еден политички документ квалификатив кој што ние дури ни во научни трудови не го сметаме за сериозен аргумент, погрешно толкување на нешто, мислам дека е недоволен аргумент за било што да се покрене како процес. И мислам дека не треба на таа основа да гаиме лажна надеж дека можеби работите ќе се сменат на подобро, дека можеби некој ќе го промени својот официјален екстремистички став или така натаму. Второ, не е прецизирано кој погрешно толкова историја во случајов. Тие алудираат претоставувам на Македонија. Па не е конкретно ставено за Македонија, туку се како генерален заклучок. Ние може двојство да влечеме заклучоци. Ние ќе велиме дека Бугарија погрешно толкува историјата, тие ќе велат дека ние погрешно толкуваме историјата, но тоа и како прашање воопшто нема политичка тежина, знаете, за да отворите вие врата за влез на една држава во да отпочне преговори со Европска унија, историјата да ставите на прво место како критериум, до сега ниту било, ниту е од копенхагенските критериуми, освен добрососедските односи, нели, да нема нешто што е сериозна пречка и така натаму, на здрави политички основи. Јас друг критериум не сум сретнал до сега дека е можен да биде ставен, поготово ваков политички документ. Да, Дујовски. Ова е изјава, декларација со која што амбасадорите се усогласуваат околу преговарачката рамка. Доколку веста значи дека таа е прифатена, ова може да биде еден од чекорите кои што треба да се завршат за формално отворање на преговорите. Доколку се продолжи во оваа насока, јас би рекол дека има зрак на надеж, дека е можно многу скоро, тоа многу скоро подразбира недели, не подолго од недели, отворање на преговорите. Ако е ова компромисот кој што внатре во Европската комисија се прави, за да се одоброволи Бугарија да не става вето, затоа што повторно ќе биде поставено тоа прашање за нас, мислам дека е ова еден чекор кој што треба да го поздравиме, да ги сочекаме официјалните информации и да видиме кои се наредните чекори. Ова дефинитивно е чекорот пред почетокот на преговорите или пред одлуката за официјално отворање на преговорите која што ќе се направи на меѓувладина конференција. Усвојувањето на преговарачката рамка значи дека сите земји членки на Европската унија се усогласиле околу начинот и постапката со кој ќе бидат отворени преговорите со нашата држава и со Албанија. Без разлика и да не навлегуваме во тоа, нели, толкувањето какво е погрешни толкувања на историјата, дали тоа ќе значи добрососедството, што значи
Сега, во оваа фаза, тоа е сосема доволно за да можеме да одиме во наредниот чекор, а тоа е да очекуваме одлука за почеток на преговорите. Да, Се извинувам, лани ова време Борисов во Брисел јавно пред сите, нели, во Европската комисија кажа, вели, Комисијата за историја, култура и јазик. И јас во меморис на Facebook ми дојде денес, имавме пресконференција по тој повод како партија и ја објавив на постот на Facebook на Интегра на партијата. Никој досега не реагирал официјално, тогаш исто така не реагираше ниту владата, ниту било кој од Македонија. Таа комисија нема таков формат, таа не може да биде за историја, култура, јазик, тоа се трите идентитетски одрезници, но ако погледнете наназад година дена, Бугарија работела токму на сите три идентитетски одредници. Чи не е проблем само историјата за Бугарија. За Бугарија е проблем постоењето на овој македонски народ во етнички контекст, така како што ние се поимаме, без временски ограничувања од вчера, од завчера или од било кога. Тоа е наше суверено право. Значи, погрешни се основите на кои што Бугарија продолжува. Но изворите ги влечат нормално од спогодбата со Бугарија. Таму стои, нашиве подпишале, како држава подпишале, дека имаме заедничка историја од 44-та и така натаму. Ако почнале со едно попуштање во однос на еден идентитетски стол, природно е да очекувате од другиот кој што има екстремистички официјални ставови да продолжи и со другиот идентитетски столб и со третиот идентитетски столб. Значи, немојте да се... Јас не би се надела, за мене е ова многу ситен момент. Бугарија ќе си опстои на нивните екстремистички ставови без разлика што велат сите останати, веројатно затоа што некој од оваа страна им намигнува, држете вие цврсто и притискате, ние лека полека ќе ја месиме македонската јавност. Да, тоа е една од тезите, ќе разговараме за таа. Дујовски, ова што го кажа господинот Ристовски во однос на спогодбата со Бугарија е една од тезите која цело време се нафрла и дел од обвинувањата кон владата дека всушност изворот на сегашните проблеми лежи во договорот за добрососедство со Бугарија. Не, изворот лежи во политиката која што ја водат пред се во Софија во моментов. Договорот за добрососедство имаше за цел некои прашања да ги разјасни. Немаше за цел да не подели со бугарите дополнително тоа што и сами сме поделени. Овој процес ќе биде многу долг и граѓаните имаат право да се надеваат. Никој не ги отвара прашањата за македонскиот јазик и за македонскиот идентитет. Затоа ценам дека апсолутно во владата има и повеќе од доволно јасни ставови дека нема да прифатат ништо што ќе влезе во македонскиот јазик и во македонскиот идентитет. И тоа и се случува до сега. Нема таква изјава. Јас не би го поврзувал на ваков начин договорот за добрососедство, бидејќи таму вели потпишање на македонски јазик согласно уставот на Македонија и на бугарски јазик согласно уставот на Бугарија. Тука нема ништо спорно. Нема спорно ни во тоа што името на нашата држава е Република Северна Македонија. Тоа е меѓународно прифатено име, депонирано во Организацијата на Обединетите нации, усвоени се уставните измени кај нас. Ќе се представуваме така во Европската унија. Никој не ни го брани на нас правото овде да си го користиме името Северна Македонија. Да, тоа Или не во е неврзан разговор со тоа не е името. Но мислам дека без овој чекор, сега навистина не треба многу надеж да даваме. Меѓутоа, апсолутно, ценам дека има одредена промена во ставовите на Бугарија, кои што можат да резултираат во наредните неколку денови со мудра конечна одлука. Ние покажавме конструктивност, ние покажавме на конзистентност и во ставовите, и во политиките. Нашиот министер за надворешни и нашиот вице-премиер не дадоа ниту една негативна изјава по однос на бугарските позиции во изминативе месец дена, од кога трае најголемата грижа околу овие прашања. Напротив, министерот Османи деновиве по Европа бара поддршка, тоа се политичките и дипломатските механизми кои што ни стојат на располагање, нам како на мала држава да се обидеме, да ги убедиме сите во Европа дека заслужуваме да започнеме преговори. Тоа е многу важно за нашето општество. Да. Сега веднаш да не остават за понатаму. Оти поминели на португалското председателство ова. Нивните приоритети нема никако да бидат поврзани со Балканот. Напротив, корона кризата ќе биде присутна и во текот на целото португалско председателство најверојатно. Економската криза која што надоаѓа потоа ќе биде уште така, исто така многу силна. Затоа е многу важно да имаме отворени преговори, да влеземе во механизмот наречен преговори за членство. Таму 10 години, веројатно малку е една деценија додека ги заокружиме преговорите. Но доколку сега останеме така или не ги искористиме и најмалите можности да го направиме тоа, мислам дека навистина општеството ќе ни назадува после тоа. Се извинувам, и за Преспанскиот договор велеа дека чисто е македонски, Македонија и така натаму, па грците ја принудија владата и министерот за надворешни работи прати појаснувачко
писмо до Атина во кое што тврдеше дека Македонија, нели во графата за државјанство, не се однесува на етничкиот контекст и потекло на македонците, туку се однесува само на граѓани на Северна Македонија. Значи, и во случајов, може да е се јасно во спогодбата со Бугарија, но бугарите ќе инсистираат со појаснувачки писма вие да допрецизирате дека нема ништо македонско во етничка смисла во спогодбата со Бугарија. Значи, истиот модел е. Се гаѓа македонското во татковината Македонија. Тоа мора да испари од јавниот простор. Проблемот и на Софија, и на Атина, јас безброј пати сум го кажувал по X дебати, е политичкиот суверенитет на македонскиот народ на оваа територија во Македонија, без разлика што е тој споделен со албанската етничка заедница и со останатите етнички групи во Македонија. Значи, нив тоа им пречи што македонски народ, кој што се нарекува и чувствува себе си во етничка смисла, говори македонски јазик како столб на етничкиот, нели, идентитетски корпус, има политички суверенитет над оваа територија, која ја нарекува Македонија. Тоа е болката и на Софија и на Атина, и тие цело време таргетираат таму. Тоа е агресијата, таргетот кон кој е упатена целата агресија и на Софија и на Атина. Ми се чини дека со Грција можеби тоа не беше толку ударен лајтмотив, иако со текот на децениите се споменуваше дека македонците се вакви, такви, вештачки измислени така натаму, но Софија има и официјална резолуција на парламентот, кај нив е тоа прилично јасно ова што го зборувате. Не е ни дилема тоа дали е така. Доктор Попевски убаво вели се ево плодно затруено дрво, и Преспанската спогодба и спогодбата со Бугарија плодно затруено дрво. Вие ако сакате да компромизирате со македонското во етнички контекст во татковината Македонија, тогаш веќе имате проблем. Другите ќе се осоколат и ќе гаѓаат таму, ќе таргетираат таму, тоа треба да го одземат од оваа наша татковина Македонија. Тоа е проблемот. Иначе ние не го задржавме македонското, македонски ерга омнес. Ништо не направивме, ни во Преспанската спогодба, ни во Бугарската спогодба. И сега на таа основа тие ќе симнуваат и ќе обезличуваат се што е во татковината Македонија македонска во тој контекст. Добро, и во таа насока ќе бидат притисоците, и ако се отпочнат преговори утре, ќе има притисоци и никога нема да се завршат се додека ние не прифатиме дека нема ништо македонско во татковината Македонија. Според Преспанскиот договор не е така, господин Аристовски. Според Преспанскиот договор, значи па тоа зошто пишуваат во изводите XXX? Каде сум роден јас, каде сте родени вие, каде е професорот? Само да кажам, предавката македонски е сосема дозволена кога се зборува за етничките македонци. Значи Преспанскиот ја одвојува државноста од етничката припадност. Иначе една работа е исклучително чиста и јасна. Ние сме македонци, говориме македонски јазик, живееме во Република Северна Македонија. Ова со државјанствата, со изводите XXX е апсолутно неприменливо и неточно. Во секој извод, и во вашиот, и во мојот. Не го применуваат. Ве молам, стои. Македонец, граѓанин на Република Северна Македонија. Или другите. Нема XXX, тоа се измислени работи кои што нема во реалниот правен сообраќај. Но, ајде да се насочиме кон тоа што навистина ни е тема од денешните активности. Значајно е. Инаку, ние немаме друг начин. Или ќе одиме кон европските интеграции, или ќе ги сопреме европските интеграции. Ако ги сопреме европските интеграции, бугарите ќе речат браво, секоја ви чест, вие сте македонци, говорите македонски, живеете во Македонија. Не. Наше е да продолжиме мудро и одмерено, како што прават досега во владата, без да предизвикуваме непотребни провокации. Затоа што со една изјава може да се наелектризира атмосферата до таа мера да стане неподнослива европската интеграција и сите ние како граѓани да сватиме дека Европската унија не е тоа што ни се нуди. Да, ние одиме кон институција која што промовира владење на правото, која што промовира економски напредок. Тоа е најдобрата идеја во 21. век, да ги сопре недоразбирањата на европскиот континент. Како ќе го направиме сето тоа, ако се случи ова што и колегата Љупчо вели, да се обезличиме како народ, да се обезличиме и како луѓе, такво нешто едноставно не е можно да се случи во процесот на пристапување. Напротив, тој процес, извинете да завршам, тој процес мора да ни го поддржи општеството. Кластерот 1 и поглавието 23 и 24 ќе ни направат поинаква држава. Тоа нешто го очекуваме со децении наназад. Очекувавме да се случи од 2017 навака. Гледате колку бавно се движат работите на тоа поле. Јас целото внимание би го насочил таму, да ги градиме институциите, да ги подготвуваме за преговорите и за прифаќањето на законодавството на Европската унија и негова реална примена овде.
Да. Сите други прашања ќе не оптеретуваат до крајот на процесот, дури и по нашето членство ќе не оптеретуваат доколку не најдеме начин како да ги надминеме Да, но овие прашања. професоре, ова ќе ви давам збор само една секунда. Ова особено што се случи со Бугарија ми се чини дека предизвикува страшен евроскептицизам, дури и кај на големите поддржувачи на Европската унија во земјава. Ќе зборуваме за тоа. Сакавте да кажете? Значи, јас подолго време говорам, можеби прв пат тоа го споменав пред 3-4 години овде во 24 анализа, апизмен политиките водат кон пораз. Може и поинаку. Ние како партија сме членка на ECPM, European Christian Political Movement. Тоа е политичко движење кое со ECR, European Conservatives and Reformists, во Европскиот парламент, европските конзервативци и реформисти имаат некаде 64-5 пратеници. Значи, партнери сме во процесот. Јас разговарав лично со првенците, со челниците и така натаму, и добивме апсолутна поддршка дека нашава позиција стои на Божјата правда, дека имаме исправно стојалиште, дека не смее да се чепка во идентитетскиот корпус од било кој. И тие јавна изјава дадоа. Значи, зборуваме за европско политичко движење кој има 64-5 пратеници во коалиција. Имаат ли они бугарски представници? Го објавивме, зборувам за држави земји членки на Европската унија, од повеќе држави се. Да. Во изјавата без проблем употребуваат Macedonian people, значи немаат проблем од почит према нас, од почит према македонскиот народ, према македонската отковината Македонија, немаат проблем, но треба вие достоинствено да настапите, да го објасните дека тоа задира длабоко во моето идентитетско чувство, лично и индивидуално право на слободно изјаснување, на самоопределување, право на постоење како народ во етнички контекст. Никој од владата никогаш не спомнал, дури ние од ВМРО ДПМН, не спомнале дека овде живее македонски народ кој што во етнички контекст се чувствува така. И не сакаме да разговараме на таа тема, додека вие не условувате и ограничувате во тој дел. Кога ќе им кажете вие јасно, стаменито, ќе им ја дефинирате дебело црвената линија, па сите ќе се повлечат се. Добро, мислам дека тоа безброј Може ли пати јас да имаат се кажано од владата, не извинете. знам. Бар Лјупчо, премиерот Не го заедно. бранат националниот стратегиски интерес на македонецот во татковината на Македонија, не го бранат. Мислам дека не барем- спомнале. Во Брисел не е спомнато. А за во Брисел не знам, но Може вака ли вака јавно. со вашите пријатели во Брисел и со сите лобисти што ги имате, да ни кажете кој е наредниот чекор што ќе го превземете за да можеме да го надминеме проблемот со Бугарија, бидејќи стаменитото зборување за државата не врши работа. Од другата страна ги имате Захариева, го имате Каракачанов, ги имате такви. Ќе станеме во Брисел и ќе кажеме ние сме македонци, зборуваме македонски. Тоа замислете некој германец да стане и да го кажува. Тоа се подразбира, тоа е нормално. Што е чекорот кој што ние треба да го превземеме за да се надмине ова бунило? Таму каде што ви Оти ова става не врши работа. пречки, со кој што вие како влада сте должни да го чувате достоинството на својот народ. Ако го погазите националното чувство на гордост и достоинство на својот народ, тогаш не ви е потребно никакво приближување до Европска унија. Има начин како јас последниве настапи говорам, има излезни решенија. Македонија Кои се? ќе мора Може ли многу некој, едноставно. за да Ние- можеме да дискутираме по нив? Може да дискутираме, јас постојано говорам. Ќе си ги засукаме ракавите, ќе избереме стаменито водство, лидерство и ќе си почнеме од нула. Има Македонија од Бога дадена благодат. Стратегиските ресурси, почва, вода, воздух, човечкиот ум, капитал, ќе ги ставиме во функција, ќе ги впрегреме да бидат додадена вредност. Ќе го реформираме темелно системот. Мора да како ќе има го решите проблемот со црно-белиот Бугарија? свет во Македонија, мора да испари, да дојдат нови политички струи со нови види, со нови идеологии, со нова идеја која што може да даде резултат дури на кратки патеки. Тоа се Се прави е на до избори, лидерството, сега професоре. нема избори, Ние изборите добро има знаеме, понатаму. се е до лидерството. До Но моделот на што лидерство. со проблемот со Бугарија, оти до наредните избори кога ќе ги слушаме овие идеи, ќе ни стои проблемот со Бугарија. Што со него? Па внимавај, тие ќе мора во да сваќаат. Ако вие стоите на Божјата правда, не смеете да мрдате од незе. Не. Едноставно ќе држите достоинствено на Божјата вака, правда и јас- ќе работите да станете Ајде да просперитетна ја- држава. ајде да Има иском- начин, тама работа ние да се надеваме за просперитет само на Брисел. Ајде да Што ни видиме донесе НАТО од кога станавме членови? Дојдоа инвеститори. Имаме напредок во економијата. Ајде да видиме Мислам, конкретно Немојте денеска да се имаше- надевате на друг, па и во едно семејство. Мислам, морате сами да засукате ракави, да го најдете најдобриот модел економски, кој што ќе донесе просперитет за државата и да работите, да газите. Другите што сакаат нека прават. Тама работа Тајван да се повлечеше или Израел да се повлечеше, ако го притискаа околните држави и народи. Ајде да видиме конкретно денеска имаше обраќање на председателот Пендаровски. Тој отприлика го кажа ова баш вие пред малку што го кажавте,
Тој вели вака, во годишното обраќање. Вели, членството во ниту една организација не е вредно ако бараат да се обезличите. Неколку пати ми се чини има кажано и премиерот Заев, ние сме македонци, зборуваме македонски јазик. Вице-премиерот Димитров безброј пати дека не станува воопшто никој не може да помисли да се влезе во ЕУ со друг јазик освен македонски и така натаму. Дали се ова тие државни позиции за кои што зборите, бидејќи од наша страна мислам дека тоа е прилично јасно кажано. Еве денески председател Пенаровски го кажа со бранска говорница. За мене никогаш и немало други државни позиции освен овие. И тие се многу јасни. Ние подпишуваме договори за да може да се отвори државата, да се интегрираме во НАТО, во Европска унија и така натаму. Меѓутоа, Исто договорено за Преспа. Што е проблемот со Преспа? Па исто Немојте ве договорено. молам пак со тие историски прашања. Отвараме Немојте европска да ги перспектива. отварате. И отворивме ли европска перспектива со Преспа? Ние сме членка на НАТО, тоа ни е голем плюс за да станеме еден ден и членка на Европската унија, но најмногу од се е да си го реформираме општеството, ова што вие го велите. Легитимитет за такво нешто се добива на избори и тие што го имаат легитимитетот од изборите, денеска го прават тоа. На референдум што ги го прашавме ли, нацијата ја прашавме ли? Ја прашавме. Дали сте за европска перспектива со подпишување на Преспанскиот договор? Го Апсолутно. подпишуваме Преспанскиот, не добивме европска перспектива и нема да добиеме следниве 20 години. И Да вие се правиме надевате во дека меѓувреме? Софија ќе попушти. Јас очекувам. Па ќе си и се градите надевам. вашата И вие немате перспектива. право да ми го земете тоа. Јас се надевам, јас сум горд македонец, живеам со многу Ама сограѓани, некој албанци, сака да ни го турци, роми, земе, влази, ние- бошњаци. јас за тоа говорам. И крај. Никој тоа нема да ни го земе. Нити владата, нити опозицијата. За такво нешто во ова општество сега нема простор. За такви договарања што ги слушавме, како се договарале, како ќе се вика името, па во заграда, па без заграда, па горна, па напред, па тоа е завршено време. Ние сме членка на НАТО и има придобивки од членството на НАТО. Може би вие не сте многу во тек. НАТО ни помогна и во справувањето со корона кризата. НАТО беше тука од првиот ден на прогласувањето на вонредната состојба. Помогна и финансиски, помогна и човечки. Размената на информации во безбедносниот сектор оди многу побрагу затоа што успеваме да се врземе во мрежата на информации на НАТО, но тоа е друга тема, да не зборуваме за тоа. За мене е најважно од се. Што поскоро да ги отвориме преговорите. Покажавме дека сами не сме доволно способни да си ја креираме иднината. И за тоа ни се потребни партнерите во Брисел, односно во Европската унија. За тоа ни се потребни политиките што се предвидени во различните поглавја. Ние имаме закони, имаме и со европско знаменце, и тие се добри. И не може да им се најде забелешка. Дури велиме дека во одредени поглавја ние ги имаме хармонизирано нашите закони во голема мера, но тие се неприменливи. Имаме судство кое што апсолутно не е поместено од мртва точка. Имаме обвинителство со многу дискутабилен капацитет. Имаме државна управа која треба сериозно да ја реформираме за граѓаните конечно да почнат да живеат добро овде, да имаат убав и добар живот. Да, но професоре, од ова што го кажавте последното е се е точно, но само слушаме. Не, точно, една реченица. Не. Сами не сме способни да ја креираме својата иднина. Епа еве 30 И години ја затоа ни креираме. е потребен Брисел, цитирам. Не ни е Не, потребен сега го Брисел. рековте. Не, зборувам Потребни за ни се судството. процедурите кои што ги предвидува Брисел. Не, Потребно сами. ни е независноста на институциите кои што ќе А во бидат тој контекст, гарантирани доколку ги исполниме преговарачките. Да, но гледаме дека услови. ништо не се прави на тој план, професоре. Тоа сака да ве прашам. Давно оди, навистина. Само слушаме, Давно значи, ветувања, оправдувања, зошто не, зошто ова. Еве у првите 100 дена вети министерот Маричич дека ќе има закон за ветинг на судиите, нема ни тоа се уште, сега повторно тоа некако нови рокови се даваат. Значи, не гледаме она што го зборувавме, зашто бевме најмногу огорчени, да речеме, до 2016 право и правда, не гледаме ништо тоа. Нема. За жал, бавно, многу бавно оди тоа. А многу просто се Работите решава. се- Многу просто се решава. Јас се извинувам. Многу едноставно се решава. Само треба политичка волја. Во овие две партии, СДС и ДПН, 30 години нема политичка волја. И ние како интелектуална елита, како професори, треба да кажеме на јавноста дека тие две мора да ги тргнеме да отвориме перспектива. Се решава многу едноставно. Ние го нудевме надпартиски министер за правда ставате. Надпартиски министер за правда му дадете целосни властувања да го среди и владењето на правото и независната позиција на судството и се останато. Му давате апсолутно независна позиција и се тргате, пипците ги тргате. Премиер или министер да се јави кај судија да влие врз одлука, па треба раката да му се исече. Тоа не можеме сами да го направиме, потребен ни е Брисел да дојде со сабјата да ни ги сече рацете. Па тоа можеме ние да го направиме, ама треба ние да извршиме притисок врз јавноста да избере политичко лидерство кое што ќе го промени владењето на Не со правото. Савија, господин Ристовски, към Шикар ни треба. Към Шикар беше. Ама срамота е тоа премиер да го кажува. Срамота е тоа. Срамота е зошто да ни треба.
Едноставно тој треба да се тргне од пипците на судството, тој треба да се тргне од јавување по обвинители. Па знаете што значи, еве денови имаше излегување. Да се дрзне премиер да се јавува на обвинител, кривично дело е. На запад ќе лежи веднаш затвор. Кај смее да му текне да се јави кај обвинител да влие за судска пресуда, дали некој ќе одел во притвор и нема да оди. За тоа ли Брисел ни треба? Па не ни треба за тоа Брисел, за тоа ни треба малце мудрост во глава да имаме. И малце политичка волја да имаме, малце честно за својот народ. Можеме ние да си ја направиме Македонија да биде просперитетна, сами може да си ја направиме. Нормално со наши партнери на меѓународната заедница. Не смееме да чекаме во такви недостоинствени услови некој друг нам да ни ја врши работата. Многу едноставен моделот. Сите го знаеме моделот. И на универзитетот имаме професори, професорот многу добро го знае моделот. Сите го знаеме моделот. Зошто не се спроведува во Македонија? Зашто нема политичка волја. Зошто нема политичка волја? Зашто две црно бели тапоглави политички структури 30 години го тормозат овој народ и оваа држава. Немам што да додадам јас. Во однос на годинешното обраќање на Пендаровски, опозицијата го напушти обраќањето, излегоа и со транспарентни, направи едно политичко шоу. Се чини дека повторно се вртиме во тој магиопсан круг на непризнавање на председателите на државата. Значи, се чини дека со изборот на Стево Пендаровски како да се оттргнавме од тоа, конечно дојдовме до еден председател кој беше признан од сите, но тоа кратко траеше. Еве повторно го гледаме тој циклус. Опозицијата се разбира вела дека имаат своји причини зашто го прават тоа. Во право сте, Стево Пендаровски впрочем е веројатно и првиот човек кој што барем во еден дел од мандатот бил ословуван како председател на државата од сите политички партии. И мене навистина ми беше задоволство минатата година кога се договара и лидерските средби и пред изборите и Мицковски го ословуваше со председателот Пендаровски, но тоа и не е толку значајно. Позначајно е тоа што денес имавме обраќање кое што од една страна беше поразлично од обраќањата до 2019 година, од друга страна речиси целосно заличе на тој период. Повторно имаме, само ги сменија улогите сега. Председателот Пендаровски имаше едно умерено обраќање кое што имаше за цел да му ја представи неговата улога во општеството. И тој тоа и го направи. Го критикуваат дека е на линија со владата, па се разбира, тој е со сите политики е на линија со владата. Не е добро да имаме кохабитација во овој период кога и председателот и владата се од истата политичка опција, без разлика што председателот не е партиски определен. Но од друга страна, однесувањето на ВМРО-ДПМН и генерално, не само на ВМРО-ДПМН, туку и на сите партии кои што се во опозиција во собранието, добива на сила од фактот што тие имаат навистина многу пратеници позади себе. 62 со 58 е најсилната порака што ВМРО-ДПМН ќе ја испраќа во наредните години. Тоа никако не значи дека владата може да биде срушена или дека може да сериозно влијаат на политиките, меѓутоа на ваков начин и со обструкциите кои што се прават во собранието, тие ќе репрезентираат својата политика. И да, не е за подценување. 58 пратеници кои што се сега во опозиција се прилично обединети, говори за тоа дека тие имаат право да прават политики кои што ќе ценат за корисни за нив. Дали граѓаните тоа ќе го проценат како добро сега во услови на корона криза или потоа кога ќе се справуваме со економските последици, ќе видиме. Но кај нас во општеството ситуацијата е многу блиска. Ниту едните имаат комотна позиција да раководат и да менуваат како што тие замислиле, ниту пак другите можат да стигнат до 61 пратеник за да ја срушат владата. Зборуваме за промени. Потребен ни е законот за судство. Таму има 80 пратеници. Како ќе најдеме ние 80 пратеници кои што ќе поддржат силни реформи во судскиот систем? Нема да се случи такво Без нешто. консензус не може. Не може. Ристовски, вие сте во парламентарна партија, но сепак како гледате вие на председателот Пендаровски, еве генерално на неговото обраќање, но и на ова што сега повторно се оспорува неговиот легитимитет, вие да бевте во собранието ќе го оспоревте ли легитимитетот на председателот? Видете, сите институции треба да функционираат. Ако не функционираат, тогаш треба општеството да преземе мерки. Во дадениот момент, општеството многу споро се движи. Имате малцинска влада, имате слабо парламентарно мнозинство, кое што ради X причини тешко обезбедува кворум во собрание. Тешко оди проводноста на законските решенија кои што може да направат радикални реформи и исчекор во, не знам, битните, клучни, релевантни сфери во општеството. Тоа кажува дека системот ви стои, дека општеството ви стои. Не зборуваме сега за институција, председател, собрание, влада, судство и така натаму. Во принцип, општеството не оди напред.
Значи, еве погледнете, последнава година што значајно се случи во Македонија? Ништо, освен што тонеме. Добро, може да е дел оправдување, ковид криза, светска глобална криза и така натаму, но тоа не ви дава за право вие да се опуштите и да го ставите целото тоа уво на овие глобални трендови што се случуваат. Значи, владата мора да владе, владата мора да функционира. Во даден момент тоа не е можно, објективно. Имате мало парламентарно мнозинство и треба да се барат излежни решенија кои што ќе го ослободат системот да функционира, општеството да оди напред. Се извинувам, не ми кажавте конкретно за председателот. Ајде повторно ќе ве прашам, што мислите за работата на Стево Пендаровски, за него како председател на државата, и има ли причина сега да се оспорува неговиот легитимитет? Видете, условната позиција на председател во Македонија е во најмала рака проблематична. Нема доволно ингеренции, освен ако е личниот авторитет толку голем во јавност, за да може да влијае на општествените процеси. Значи, кај председателот на државата како институција, вие треба да имате личност со авторитет за да може да влијае на процесите. Инаку, според уставот и нема некои особени ингеренции да може да влијае на внатрешните политички случувања во државата или да биде некој вид на коректив или некој, не знам, морален коректив или слично. Значи, во дадена ситуација е бледа позицијата заради нели малиот авторитет во јавност што го има моментално председател на државата и оттука неговото влијание е такво какво што е и во однос на останатите политички партии, па ако сакате и во однос на владачката партија. Значи тука имаме изместување во системот и таму веројатно ќе треба да правиме радикални реформски промени, но во некои померни времења ќе треба да се редефинира позицијата на председател во Македонија. А не ми кажавте, мислите ли дека има причина да се оспори неговиот легитимитет во овие моменти? Сега, за нешто конкретно? Не, во дадениот момент е тоа што е. Тоа што го имате во рака, со тоа разговарате, со тоа работите. Ми се чини дека го избегнувате одговорот. Мислите тоа што го оспорува ВМРО ДПМН, што не сега да комуницира со председателот? Да. Бидејќи тоа е најголема опозицијска партија сепак и како што кажав се повторува феноменот на оспорување на председателите во државата. За тоа ве прашувам, не за друго. Ама тоа не е коректно, тие учествува на председателските избори, му направија цензус кворум, го избра. И сега зошто да не комуницираат? Ја не ја гледам логиката на таквата поставка. И не Тие му помогна директно кон председателот. Ова е генералната политика на ВМРО ДПМН која што ќе применуваат во наредниот период. Тие не комуницираат не само со него, него воопшто се неконтактибилни и по однос на многу значајни прашања во собранието. Председателот не е институцијата од која што зависи донесувањето на законите. Тој на крај ќе ги подпише со указ, нели? Меѓутоа претходно станува збор за една генерална политика на ВМРО ДПМН во која што тие го променија својот однос кон општеството во целина. Негирајќи го председателот, тие апсолутно се ставаат надвор од системот. Иако се присутни во собранието за некои прашања, за најголем дел од работите за кои што треба да се разговара, тие не прифаќаат. Бараат лидерска средба за да разговараат за прашања за кои што апсолутно во овој момент во нашето општество нема политичка волја да се разговара. Сосема се на другата страна. И затоа ценам дека нивниот однос кон председателот ќе биде слика на тоа што тие ќе прават во наредниот период во општеството. А владата ќе продолжи да си работи. И со ВМРО и без ВМРО законите ќе поминуваат. Двотретинските нема да се случи такво нешто, но другите закони мора да се носат. Општеството мора да се справува со кризата. Економијата мора да добива поддршка од генералниот буџет. Буџетот мора да се донесе. Сето тоа ќе помине. Да. 62 или 79 е апсолутно исто. Ќе биде само потежок патот како да се стигне до тие законски решенија. Да. Ние имаме само еден пример кога председател на држава градал силна независна позиција во историски контекст. Тоа беше Борис Трајковски. Значи се додека Стево Пендаровски инклинира кон Социјалдемократскиот сојуз и им оди по нивните стапки и му годува на нивните политики, не покажува независна позиција во македонската јавност, зашто тој не е председател на Социјалдемократскиот сојуз. Да, но и Борис Трајковски беше оспоруван исто. Значи се повторува, но барем покажуваше независна позиција. Председателот на државата во дадениот момент тој треба да е моралниот коректив на општеството, да покаже независна позиција, па ако треба да тропне на маса на владата и да каже не е во ред тоа што го правите. Да, добро, до тука треба да застанете, треба ова, треба она. Мораме да направиме пауза за реклами. Кратка, останете со нас, брзо се враќаме во студиото.